Мириса на рана есен. Тоа е безбоен, болен мирис. Нечуен плач на заклан полски плод. Нем гроздобер и исукани чадови над градските стреи. Се извиваат голи ветрови фатени во мрежата на улицата и немаат заплет, па притиснати од тешките облаци ја стружат влажната калдрма, предпазливо лизгајќи се низ млаките барички. Лисјата умираат без брзање. Ниедна птица не ја оплакува нивната смрт. Ниедно грло не звони. Ни закланите грла на есента. Косо почнува да ткае дождот. Тивок е, безгласен, невидлив. Од секој отвор, од секоја пукнатина на градот, извира лилава неизвестност. Од неа и заради неа, матно е далечното липање на црковните звона. Празнина. Лилавоста на предвечерието го спушта небото. Се што е под него останува вкочането во некое исчекување. На запад ниедна капка бакар, ниеден лимонов водоскок. На таа страна планините мртво лежат под облачното виме, удавени се во сиво млеко. Подгрбавените луѓе брзаат загрижено, сами, без своите сенки. Во оваа ноќ низ грчените прсти на гранките нема да се слеваат лепливи шурки на месечината. Затоа сега злобно се кикотат роеви чавки и затоа кога сеќе се смири, високо над градот ќе запискаат джерави. Патувајте, птици. Јас сум само смрзнат и недоречен крик на моето месо. Крик за еден југ, за една топлина. Ова е само делче, ова е фрагмент од романот за кој што ќе зборувам во ова видео, а тоа е романот Две Марии од Славко Јаневски. Со овој фрагмент само сакав да ја доловам убавината на описите кои што ги дава Јаневски во овој роман. Се сеќавате, веќе неколку пати кажав дека оваа година на мојот канал ќе има еден автор кој што ќе биде во фокусот, а тоа е Славко Јаневски, и со други зборови тоа значи дека ќе направам барем 4-5, ако можам и 6 рецензии за неговите романи. Со единствена идеја да малку се навратиме на македонските класици, да ги реактуализираме, да се навратиме на книгите што можеби сме ги читале одамна или никогаш не сме ги читале. Така што ова е дел од таа серија. Едно од претходните видеа беше за Тврдоглави, одличниот роман на Јаневски, кој што топло ви го препорачувам, и видеото можете да го видите на каналот. Кога сме кај каналот, значи би ми значило ако стиснете subscribe на YouTube и стиснете на звончето. Исто така ако ме заследите на Facebook како читачот и ако ви се допаѓаат видеата или кога ќе ви се допадне некој видео да го споделите со вашите пријатели, да шириме љубовта за читањето, или некогаш да стиснете invite за мојот профил на Facebook, поканувајќи ги така вашите пријатели. Две Марии. Инаку прво да раскрстиме со корицата. Значи за еден од најдобрите автори, најплодни автори македонски да се направи ваква корица е естетско злосторство на некој начин. Значи корицава, знам дека и мислам дека ова се чита и како лектира, меѓутоа оваа Славко Јаневски па и другите писатели не заслужуваат вакви корици. И ова е, не знам што е, ова нека психоделија, некои живи бои, како и да е. Нема да коментираме повеќе за тоа, меѓутоа оваа корица морав да ја искоментирам. Две Марии, си реков, ќе го прочитам романот, после Тврдоглави ќе зборувам за Две Марии, 158 страни, крупни букви, за 3-4 дена ќе го прочитам. Не можев повеќе да се излажам од тоа. Ќе ви кажам зошто. Значи, тотална погрешна процена. Овој роман го читав добри 2-3 недели и целосно ме измори и ми ја одзема цела енергија. Ќе ви кажам зошто. Славко Јаневски, нели знаеме дека Селот за седумте јасени се смета за прв македонски современ роман или повоен, иако и Крпен живот е во тие тука негде издаден. Две Марии е втор роман на Јаневски, издаден во 1956 година. Меѓутоа е прв во нешто. Прв е затоа што се смета за прв психолошки македонски роман. И затоа што има еден лик, има еден наратор кој што речи се целиот роман е внатрешен монолог, е сеќавања, реминесценции, внатрешни диалози, навраќања, борби. 158 страни. Верувајте ми, ова воопшто, морам да бидам искрен, што на самиот старт. Значи, ова четиво бара бавно, сконцентрирано, сосредоточено читање и многу внимание.
и затоа што е психолошки роман, затоа што е комплексно напишан со нафрлани описи, дијалози испрекинати, не е лесно да се прочита романот. Меѓутоа, на крајот ќе кажам што мислам генерално и некоја си завршна оцена за овој роман. Поделен е романот во два дела. Всушност има прва ноќ и втора ноќ, или ноќ прва, ноќ втора. Некаде отприлика половина роман е во првата ноќ, се одигрува половина романот во втората ноќ. Централен лик е еден човек, Никола, хирургот Никола. Действието е Втора светска војна, окупација, нели, во Скопје. Седи дома, осамен тој човек Никола и почнува да се сеќава, се буди и почнува да се сеќава. Почнува да се сеќава на разни сцени од минатото, некои нешта што се случиле, меѓутоа во фокусот на неговите сеќавања се две жени, две Марии, всушност тоа се две засебни личности. Првата Марија или Марија број 1 е неговата поранешна сопруга, која го заминува и го напушта додека тој е во војната, а втората Марија е со која што има дете. Втората Марија е една жена која што подоцна ја запознава, која ќе биде негова девојка, љубовница и која што исто така ќе замине од неговиот живот. Го гледаме, почнува романот и човекот Никола почнува да се навраќа на некои мигови кои што ги поминува заедно со неговата жена Марија, сцени и фрагменти, сцена во театар каде што додека гледаат представа забележува нешто, некоја искра во нејзините очи, па почнува да се сомнева, па се бори. Сцени додека се заедно разговарајќи дома, повик како резервист капетан да се приклучи на кралската војска во тоа време, да оди во планина. Меѓутоа, постојано нема ова е роман кој што сюжето е многу штуро, сюжето е сведено на тотален минимум и буквално има некои си 6-7 ликови во целиот роман. Меѓутоа, станува збор ова целиот роман на сеќавање и на описи. Меѓутоа, тоа не се некои си пейсажни описи, каде што ги опишува нештата, нели, пейсажот или да ги опишува нештата во детали. Туку повеќе се описи на полни со метафора, значи ова е роман на метафори и тие расположенија и тие внатрешни негови состојби, расположенија ги на некој начин ги манифестира и ги опишува преку одредени слики и метафори, моментални чувства, па постојано се има символи, некој има палјачото кој што седи во аголот на собата и некој што му фали една нога, ножот како символ на омраза, на љубомора, на одмазда, сеќавање на едно убиство кој што го посведочил во неговото детство, ножот како оружје, ножот како хируршки нож, а тој е хирург, потоа трите маслинки дрва под кои што се среќало со неговата прва Марија. Значи постојано тие се привлекуваат како символи, како одредени слики низ целиот роман. И интересно е што во цело тоа навраќање, значи оди во минатото се на планина, па додека е на планина во некоја колиба, тамо се навраќа на некоја сцена која што доживеал со Марија, некој диалог со себе, диалог со Марија, со другите, па потоа во прво лице зборува Марија број, значи многу комплексна структура има романот и е тешко да се следи. Она што и додека е таму во војната се запознава со еден бивш поранешен богослов, теолог, и тој станува негов пријател и се појавува во сегашноста во таа втора вечер. Вториот дел на романот, втората вечер, е малку подинамична. И таму не е действието, ако може да зборуваме за акцијата, се случува во вториот дел. Повторно го гледаме, влегува во кафејана, затворен во себе, препуштен на алкохол, на преиспитување, на враќање, на кревање раце, презир спрема себе си. Се случува нешто, значи во време на војната, и ќе видите, не сакам да ви го расипувам крајот, затоа што на крајот има убав пресврт, има убава развршница на станите. Германци, патроли, значи ќе влезе во една ситуација која што ќе донесе малку акција и малку неизвестност во неговиот живот и ќе видите како ќе заврши романот на крај.
Значи, првиот дел, како што кажав, е многу интроспективен, постојано реминисценции на враќања, диалози и меѓутоа полн со вакви, ако го бавно му пристапите, ако полека го исчитате, полн со вакви прекрасни описи, неверојатни, некои за прв пат ги среќавам во роман, неверојатни описи како оној со кој што го почнав ова видео. Меѓутоа тоа е само еден од описите, инаку има кратки и испрекинати реченици, прашања, одговори, постојан внатрешен, значи се случува во тој ментален сетинг во него. Меѓутоа, на некој начин, како да кажам, тоа се тие наративни описни искази, а действието е сведено на минимум. Значи, речиси, особено во првиот дел се случува многу малку. Што мислам за овој роман, кој што навистина ме измачи? Дали вреди да се чита? Секако дека вреди да се чита. Не жалам што го прочитав романот. Мене ме измори, ми беше тешко да се следи овој роман. Меѓутоа вредеше поради и прво затоа што е на некој начин прв обид да се игра со тој поджанр, да се влезе во психолошкиот роман. Иако психолошки роман, меѓутоа не само психолошки, еден од првите изрази на модернизмот во Македонија, во македонската литература, кој што веќе неколку децении претходно бил во светот, луѓето пишувале. Кога зборуваме за модернизмот, зборуваме литературен модернизам, не општо за модерна или модернизам како историски момент. Во таа смисла ова е важен роман и вреди да се прочита. Значи, токму поради тие описи, токму поради опишување на таа внатрешна состојба, на тие внатрешни монолози. Имал, кога излегал овој роман, имал поделени мислења, поделени критики, некои го критикувале многу Јаневски, дека експериментира премногу, дека ликовите не му се доизградени, и вистина, тоа го делам тоа мислење, ликовите се недоизградени на некој начин и мислам дека било кој од овие ликови, дали неговиот пријател, дали самиот наратор, хирургот, дали тие две жени, Марија 1 и Марија 2, дефинитивно можеле повеќе да бидат изградени тие ликови. Мислам дека тоа е една од слабостите на овој роман. Друго нешто, значи тоа е во однос на ликовите, и мислам дека до некаде Јаневски, мислам дека малку претерал во однос на стилот, во однос на тие испрекинати, фрагментирани диалози, парчиња на сеќавања, проблесоци од минатото. Мислам дека до некаде малку е преоптоварен и презадушен романот и го прави да биде тешко четиво, иако веројатно можело да биде, кога малку би се поинаку би бил напишан, мислам дека ова ќе беше подобро искуство на читање. Тоа е на кратко за овој роман. Мислам дека е важен, значи втор роман на Јаневски, прв психолошки роман, 56 година, нема уште многу да должам за овој роман. Мислам дека го заслужува нашето внимание. Не знам дали на секој ќе му се допадне, дали секој ќе успее да ја истера книгата до крај. Меѓутоа, обидете се ако го почитувате делото на Јаневски. Мислам дека ова е една од неговите неизбежни романи кои што треба да се прочитаат. Така што нема повеќе да должам за овој роман, само сакав да дадам една скица, да дадам скица на действието кој што е многу скудно, многу штуро, да кажам кои се главни карактеристики, како функционира романот, дека е со внатрешни монолози, реминесценции, дека може би послаби карактери, меѓутоа е неизбежно четиво. Така што нема уште многу да должам. Ве поздравувам, следете ме за повеќе видеа. Знам, ова беше 2 недели, можеби 3 недели пауза од последното видео. Мислам Мураками дека беше. Очекувајте да влезам малце повеќе во темпо и да има повеќе рецензии на книги и мисли за читањето. Тука завршувам, ве поздравувам и се гледаме со наредна рецензија. Чао од мене.